Навистина сум почестена ако некој ме погледнал во овој град како обичен херој. А веројатно и сум со улогата на највеселиот клов на светот, Тетканијата кловнета. Беше нешто ново, нешто убаво, нешто што сите со насмевка го причекуваа и децата, но и повозрасните. Не случајно сме токму во овој простор овде, кој за мене значи живот. Од многу мала возраст почнав да бидам дел од театарот, од аматерскиот театар тогаш, и да го вдишувам театарот со полни гради, да го живеам животот и да се надградувам и осознавам себе си токму тука. Така го осмислив, не дека измислив топла вода, кловновите постојат многу одамна. И со задоволство сум ги следела, кога имало такви театарски представи или кога сум имала како дете можност да гледам на циркус што кловновите прават. И таа среќа која ја носат и насмевките на другите лица, веројатно е тоа што ме освојува и ми дава храна. Всушност се работи за една едукација од час и половина до 2 во зависност од возраста, во зависност од групата со која треба да работам. Секогаш се трудам сите тие игри групни кои ги правам меѓу децата да бидат едукативни. Дали да ги повториме боите, дали да ги научиме да испееме песничката за која премногу сум среќна, бидејќи кога почнавме да славиме родендени во игротеката, немаше македонска песна која можеше да се испее на роден ден. А денеска сите деца во Охрид, затоа што не е случајот низ цела Македонија, си ја пеат песничката на македонски јазик. Денеска е убав ден, среќен ден. И ете тоа си го чувствувам како еден свој успех, дека нешто позитивно сум наметнала на овие дечиња. Беше замислено како еден детски центар каде што ќе можат да се едуцираат и забавуваат дечињата да поминуваат едно прекрасно време, меѓутоа се во свое време. Сите мои активности се испреплетени со деца, со млади, со едукација. Како човек кој толку многу години работи со дечињата, чувствувам дека и во овие услови тие имаат потреба да се изразат и креативно и да имаат некој возрасен кој ќе е со нив додека се случува некаков настан. Сакаат некој да е до нив и да се грижи, меѓутоа не да биде тоа со наредба или со казнување, него тоа да биде баш на некој поинаков начин, детски начин. Најголемата среќа во последниот период ми е што веќе почнав да славам родендени, односно да присуствувам на роденденски забави на децата, од децата на кои сум била на нивните родендени. Тоа е непроценливо богатство, навистина. Со тоа знам дека вечно ќе живеам додека се тие луѓе нели живи, ќе се сеќаваат дека на нивниот роден ден нешто интересно се случувало.
Мислам дека целата сум скршена и кога ќе го обличам костимот на мене, кога ќе ставам шминката, сосема е нешто друго. Значи, таа енергија, тој флуид кој настанал веројатно во самата мене на позитивна енергија, кога знам дека треба да се дружам со толку чисти битија, со толку многу позитивна енергија, каде што нема скриени мисли, каде што се е толку чисто и е најстрогата критичка маса која можеш да ја добиеш, дали си ти добар како актер или не си добар. Децата не простуваат. Еден апел до сите родители кои сакаат да го имаат кловнот на нивниот роден ден, односно на кај нивните деца, може слободно да ми се јават, да ми пишат, а јас бесплатно да бидам дел од нивниот роден денска забава. Се разбира ако е тоа издржано, нели, да биде така. Мојата порака е љубов. Љубете се, чувајте се и бидете екологисти. Та-та-да-дам! Ве сакате тканета кловнета.